трнлив пат до автопат. Вака накратко може да се опише договорот со Бехтел и Енка, кои треба да ги градат коридорот 8 и 10Д. Американско-турскиот конзорциум и договорот кој веќе е на увид на јавното обвинителство, а во исто време тимот антикорупцијска го прочешло и натаму останува енигма на голем број на отворени прашања и дилеми. Денове Жанета Трајковска, директорка на Институтот за комуникацијски студии, отвори неколку прашања кои помалку оставаат индикативни за јавноста. Меѓу нив, таа прашува дали договорот со Бехтел и Енка е даден на увид на граѓаните, дали е транспарентен овој процес, дали знаеме што е подпишано, дали треба да веруваме на ветувањата и уверувањата и така натаму. Добре ден за Жанета Трајковска. Добре најдов. Зошто уште од самиот старт се фрли сомнеш на целиот процес околу подпишувањето на договорот со Бехтел и Енка? Поради нетранспарентноста? Поради нетранспарентноста. Многу едноставно. Токму поради нетранспарентноста. Нетранспарентноста на било која јавна институција отвара можност за разновидни шпекулации и бришано поле за злонамерни информации, дезинформации, неверување и така натака. Едноставно не може ваков договор кој што е над 1,5 милиарда нели евра или долари, сега не знам евра, ете уште повеќе, нели, да биде подпишан далеку од очите на јавноста. Се тоа што сега се прави со јавното обвинителство, со ДКСК и така натака, е едноставно прекасно. Затоа што најголем дел од нас граѓаните веќе имаме изграден одреден став за тоа што се случува со Бехтел и Енка. Дали сега, всушност, откако договорот е доставен до надлежните институции, пред се до обвинителството и антикорупцијска, владата има на некој начин алиби, еве го доставивме, сега да очекуваме да видиме дали ќе најдете барем елементарна дамка во целиот договор? За мене не. Зошто едноставно мораше да помине време, каде што ќе се создадат многу дезинформации, шпекулации, и да се остави простор сето ова да зоврие во една сериозна политичка криза, кога можеше на почеток договорот да се даде на очите на јавност и на граѓаните. Ние сите плаќаме и сите ние, граѓаните, инвестираме во овој капитален објект. Никој не мислам дека не вика дека не е капитален објектот, но начинот на кој што тоа се реализира е далеку од транспарентен и демократски. Едно е деловна тајна за инвеститорите, но друго е нашата инволвираност како буџетски дотации што даваме едноставно од секој од нас, од граѓаните што учествува во општественото живење на оваа држава. Договорот со Бехтел и Енка е транспарентен и законски. Критиките од опозицијата се без факти. Дали оваа изјава на американската амбасадорка е всушност обид да и се остави простор на владата да каже дека нема ништо спорно во договорот, или пак изјавата на Агеле е директно фаворизирање на владеачката гарнитура? Знаете како, овие прашања треба да ги поставите и да ги поставиме на амбасадорката, но јас можам да зборувам каков печаток јавноста или дел од нас добија со ваквата изјава на амбасадорката. Никој не ги става под знак прашање добрите и позитивните аспекти на работата на и амбасадата и USAID, сите тие кои што помагаат со години наназад во обезбедување на поголема и демократија и транспарентност на Македонија, нели како американска помош. Но ваков тип на изјава не прави добро за демократијата на Македонија и за процесите. Ние многу често, и политичарите, и јавноста, и сите дел од нас гледаме кон Европската унија и кон Америка, кон Соединетите американски држави, дека тие треба нас да не спасат. Тоа е погрешен пристап. Знаете, секој од дипломатите кои тука со ограничен временски рок, како што и самата амбасадорка кажа, она си ги гледа интересите на Америка, нели, кои што се добронамерни, но од друга страна сепак е како и самата изјава е проамерикански ориентирана, бидејќи ги представува интересите на својата држава во Македонија во овој мандат. Меѓутоа, прашањето е кого застапуваат нашите политичари.
Тука треба да ја свртиме приказната. Не треба да бараме ние оправдување или помош или да критикуваме некој кој што е од дипломатскиот кор. Ние треба да нашата критика, нашиот однос и нашето барање за поголема транспарентност и отчетност и добро владење да ја свртиме кон нашите политичари, да не бараме некој од надвор да не спаси. Трајковска пред воопшто да биде потпишан договорот од владата со американско-турскиот конзорциум, од Вашингтон често стигнува пораки дека Стејт департментот подготвува црна листа за македонски политичари и бизнисмени. По договорот со Бехтел и ЕНКА, како да се стиши таа тема. Гледате тука некаква сумничавост? Можно е, но може би и не е. Знаете како, бидејќи од друга страна, повторно, ќе се вратам на она што го кажав пред малку, што нас ќе ни значи таа црна листа за одредени политичари од Соединетите Американски држави? Дали тоа значи притисок на нашиот судски систем? Дали тоа ќе значи дека некои од тие политичари најпосле ќе излезат пред лицето на правдата? Не, ние имаме политичари, активни политичари, кои што се на забранета листа за влез во Америка веќе така повеќе од 5-10 години. Дали нешто е сменето во дел на тоа? Не. Дали тие политичари учествуваат во политичкиот, активно во политичкиот живот во Македонија? Да. Дали се лидери на партии? Да. Дали е нешто сменето? Не. Значи мораме да ги вагаме работите. Некои работи се прават од страна на нашите пријатели, од странство за да направат притисок. Меѓутоа тешките одлуки, вистинската работа, ние мора да си ја направиме дома, тука. Одредени истражувања покажале дека власта не консултирала при носење на законите, молку од информации од јавен карактер, кои се причините за неотчетноста, за нетранспарентноста на институциите? Видете, ние правевме едно истражување на крајот на минатата година, почетокот на ова, имавме голема конференција во делот на поврзаноста на дезинформациите и транспарентноста на институциите и ги прашавме и институциите, ги прашавме и новинарите. Еден од заклучоците е дека транспарентноста го оттежнува можеби процесот на носење на одредени закони, но тоа е целта на демократијата, така да немаме вносење на закони каде што нема да биде јавноста вклучена. И мислам дека дел од работите, бидејќи сега сме во ниво дека имаме уште еден реформски залет каде што ќе имаме на брзина, нели, реформирање на одредени работи, па некој датум од 2030 година дека ќе станеме полноправна или полнолетна членка на Европската унија, што за мене е за неверување, но ќе го поддржам процесот, дај Боже да е така. И во тој процес на брзање, во тој процес на немање политичка култура и парламентарна култура на работење заедно за националните интереси на државата, без оглед дали е позиција или опозиција, ние имаме нетранспарентност и неотчетност. Следите тренинг разговараме со Женета Трајковска, директорка на Институтот за комуникацијски студии. Партиите формулираат и прават вести. Сте оцениле во 2016 година како денеска влијае политичко партиското ткиво врз функционирањето на седмата сила? Денес прават дупло повеќе вести. Едноставно, самиот технолошки развој придонесува да сите ние и побрзо живееме, меѓутоа секој од нас, без оглед каде и да е, да создава информација. Политичките партии едноставно станаа медиуми, 24/7. Некогаш се побавни, некогаш се побрзи, но тие комуницираат сега директно со јавноста. Тоа значи дека медиумите се изоставени можеби од тој круг во прва рака, но имаат многу поважна и многу посуштествена улога медиумите, а тоа е да ја обезбедат информацијата со контекст, со аналитичност, со истражувачки наоди, значи едноставно да ја обезбедат таа вистина која што и сите факти кои што се врзани за одредена информација. Тука е моќта на седмата сила. Новинарите па и уредниците не можат да одолеат на влијанието од одредени центри на моќ? Сакате кратка или долг одговор? Едноставно е, знаете како, секогаш има спрега помеѓу медиумите и политичките партии. Кај нас ќе има оправдување заради економските услови, заради нерегулираните, заради малиот пазар, заради клиентелистичките односи, заради самиот состав на собственоста на одредени медиуми. Јас повторно ќе речам, ние сега треба да дадеме поддршка и да ги поддржиме и едноставно да обезбедиме простор за малите медиуми, за истражувачките
групи на новинари, кои што новинарството им е првично, а не бизнисот. Трајковска бевте дел од граѓанскиот изблик за незадоволство и дел од шарената револуција за уривање на ВМРО ДПМН предводено од Никола Груевски. Како денеска ја оценувате политичката состојба и колку актуелната владеачка гарнитура ги оправда очекувањата на граѓаните? Шарената револуција, избликот на незадоволство во тој период, нашите прошетки повеќе месечни, не само за шарената револуција, студентскиот пленум, професорскиот пленум, Кежаровски, секој ден во 5 и така натака, едноставно беа многу нормален одговор на тоа што и се случуваше на Македонија во претходните години и системот кој што го воспостави тогашното ВМРО и ДУИ, ги забораваме секогаш ДУИ дека биле дел и од таа коалицијска влада и од оваа коалицијска влада и без оглед на се мора да се земат делот од обврските, одговорностите и од вината за воспоставување на тој систем што го живеевме во делот на пред 6-7 години. Беше многу нормално. Едноставно, сите бевме горди дека граѓаните без оглед на политичката, етничката, националната, било која позадина излегуваа на улица. За жал, после 6-7 години од сега, можеме, кога ќе ги прашате тие кои што беа поактивни, како јас и некои други, никој од нас не е задоволен. Причините се повеќе. Можеби имавме многу високи очекувања дека тоа што треба да се случи, ќе се случи, можеби имавме прагот кој што сакавме да го достигнеме како држава, не беше многу високо ставен. Сега, повторно, се соочуваме со една состојба која што не е многу благопријатна во делот на плурализмот и слободата на изразувањето, бидејќи од една страна мислам дека и медиумите направија, генерално сега зборувам, сите ние направивме еден тип на лоша услуга на оваа влада, после доаѓањето на СДСМ и ДУИ на тој начин како што дојде на еден нецивилизиран и недемократски пристап со сето она што се случуваше на 27 април. Не дадовме 100 дена, туку мислам дека дадовме 2 до 3 години пауза од некои посериозни критики, за да може да се акомодира после цунамито кој што ни се случуваше. Мислам дека тој систем, дека требаше сите ние како цивилно општество, медиумите и така натака да се разбудиме малку побрзо и да се почнеме да ја вршиме малку по-критично нашата работа во однос на барањето за отчетност, транспарентност и инволвираност на сите делови од општеството во системите и во процесите што ни се случуваат, и тоа можеби ќе беше подобро за оваа владеачка структура. Имам на крајот 2 блиц прашања. Првото е, што доколку обвинителството и антикорупцијска најде слабости во делот со Бехтел и ЕНК? Треба да ја вратиме на почеток целиот процес. И тогаш ќе биде многу повеќе од барање на транспарентност, туку ќе биде законски едноставно задолжително да се види договорот и да се потегнат сите законски чекори за тоа кој ги потпишал тие договори, така натака, но да видиме. Гласен критичар сте на урбаниот хаос. Дали во моментов превладува градежната или урбана мафија, интересот на јавноста или на поединецот? Секако не превладува интересот на јавноста. Превладува интересот на поединецот и спрегата помеѓу политиката и помеѓу клиентелистичките центри на моќ, во овој случај на тие кои што се на страната на урбаната мафија, ајде така да кажам. Ние имаме многу примери каде што сега ќе не очекува тоа што ќе се случува со Треска, целиот тој дел, тоа што се случува сега со Holiday Inn. Ние имаме затнат град заради саем и заради тоа што беше срушен саем и што во центар на град имаме, јас не викам дека не треба, меѓутоа сообраќајното решение е ужасно. Ние имаме згради каде што еден на друг се гледаме во дневните соби, во спалните соби. Ние не живееме, сега е модерно да кажат, хумано живење или хуман урбанизам. Има еден, тоа архитектите го кажуваат дека во големите градови, каде што нема урбанизам, луѓето живеат како стаорци. Мислам дека во Скопје во моментот се живее како стаорци, под постојан притисок, во групи, не многу чисто и дефинитивно нехумано.
Благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам и на вас за поканата. Поштовани следевте разговор со Жанета Трајковска, директорка на Институтот за комуникацијски студии.